Родителите не му го дале возилото на Васил кобната вечер кога ја прегази младата Фросина. Тие тврдат дека не му дозволувале да вози без возачка, но тој го украл автомобилот. Вечерта на трагичниот настан, Васил бил на отворање на кафуле на негов пријател каде конзумирал алкохол. Родителите Ана и Зоран Јованови, кои се појавија за прв пат во јавност по несреќата, изразија сочувство до семејството на Фросина и тврдат дека никогаш не потегнале врски за поблага казна за претходните дела од нивниот син. Негираа дека имаат поврзаност со судиката Даниела Алексовска Стојановска. Васил до 18 години јас не дозволив. Ниту со мене, ниту со чичко му да вежба како што некои сакаа да прават, верувајќи дека најдобро се учи со инструктор од почеток. Кога завршил со часовите со инструкторката, мислам дека беше девојче, сам си ја најде. Кога пројде низ тој процес, предпоставувам дека помислил дека знае да вози. Предпоставувам. И го има украдено. Јас прв пат и единствен пат ја видов таа госпоѓа живот во рамките на самата судница, на рочиштата. И ниту во овој момент јас не знам чија сопруга. Може би е сопруга на некој мој поранешен колега, но јас не сум свесна за тоа. Адвокатот на Васил Сашко Дуковски вели дека во јавноста се споделуваат многу невистини. Апелира да се остават институциите да ја завршат работата. Тој негира дека Васил побегнал од местото на настанот, а вели дека јавен обвинител дошол за неколку минути. Додава дека не може да се коментира брзината на движење, затоа што сега вештачењето започнало. Вчера беа донесени првите наредби за сообраќајно-техничко вештачење, но јавноста беше индоктринирана со неколку нереални, неточни и насочени кон подигањето на јавниот гнев и повик на линч. 22-годишната Фросина Кулакова беше прегазена на булеварот Партизански одреди на пешачки премин на 29 јануари од страна на Васил Јованов, кој поминал на црвено светло со брзина поголема од дозволеното и бил под дејство на алкохол.